ова гнездо, ова место беше местото на собирање на сите нас од овој дел, од Влај 1, Влај 2, Злокуќани, Бардовци и од населбата Хром. Ова место овде неописмени сите и што е најбитно, во тоа време сите ние беевме дојдени од некаде, меѓутоа ово училиште не само што ни даде образование, ово училиште не воспитуваше и внесе дел и од културата во нас и од нас направи навистина добри луѓе. Денеска кога ќе се сетам, можам да рекапитулирам дека од основното училиште Димо Хаджидимов излегоа и добри возачи, и добри мајстори, излегоа и доктори, и универзитетски професори, излегоа и министри, подпредседател на влада, господинот Ивица Боцевски, излегоа писатели, Венко Андоновски, акторот Сенко Велинов е наш ученик. Јас сум исто така ученик од ова училиште. Но горд сум што, кога ќе рекапитулираме, не можеме да се сетиме дека од ова училиште излегло некој бандит, некој коцкар голем, некој голем тепач, некој лош човек. Напротив, основното што ни го даде ова училиште е тоа да бидеме добро воспитани и да се почитуваме меѓу себе. Јас сум среќен што во 2011 година ова училиште беше едно меѓу првите кои што го реконструиравме и буквално остана само на овие столпчиња како символ на нашето братство и единство со братската Словенија. И се сеќавам кога одевме во посета на Словенија, секогаш велевме ние немаме никаков спор со Словенија, секако дека немавме затоа што не бевме соседи, но ово училиште е символ на братството, единството и на она што целиот свет и несебично републиките и покрајините во поранешна Југославија дадоа за земјотресот во Скопје. Тогаш вложивме некаде околу 800.000 евра, минатава година повторно извршивме една нова реконструкција, но не смееме да останеме тука. Треба да направиме нова спортска сала, треба овој дел што ни е дневниот престој да направиме нов дневен престој, треба да направиме нова кујна, нормално за се тоа треба пари, но полека јас мислам дека ќе ги подобриме и натаму условите за работа на нашите ученици. Основното е да се знае дека се трудиме да издвојуваме значајни средства од буџетот на општина Карпош, и ако ви кажам дека минатата година побара од Министерството колку средства сме добиле од блок дотациите за функционирање на училиштата, тоа е 32 милиона денари, а колку издвоило општината за функционирање на училиштата, тоа е 27 милиона. Мораме да признаеме дека навистина тоа се солидни средства за нормално функционирање на училиштата на територија на општина Карпуш и не може ни да се замисли функционирањето на училиштата без поддршка од локалната самоуправа. Нормално дека во таа насока ќе продолжиме. Сакаме да обезбедиме минимум по еден компјутерски центар за секој училиште. Веќе поставивме фотоволтаици и на ова училиште. Натаму спортски ветерени сакаме да им поставиме вештачка, треба да може постојано да се спортува. Секако дека сакаме во секоја училница да имаме смарт табли и јас се надевам дека наредната година сето тоа ќе го направиме, за да овој мандат го завршиме со едно сериозно осовременување и овозможување да учениците учат со најсовремени технички помагала кои се битни да нив ги вклучат во новата електронска ера и да можат да ги подготвиме да се вклучат посериозно во меѓународната поделба на трудот. Јас сум сигурен дека денеска кога децата доаѓаат овде на училиште, доаѓаат со многу повеќе желба и веројатно училиштата се денеска малку и порелаксирани од она време кога бевме ние. Се сеќавам кога не построија во прво оделение овде и кога тргнавме према училниците натаму, почна голем дел од учениците да плачат. Искрен да бидам, уште од најрана возраст сум ја покажувал својата солидарност, не ми беше до плачење, но и јас земав да плачам како сите мои другари за да бидеме солидарни. Секако дека тогаш и наставниците и учењето некако беше построго, денеска е сето тоа по-релаксирано и јас сум сигурен дека во такви едни релаксирани односи
со најсовремените наставни методи, дека нашите ученици ќе бидат побогати со знаење и дека ова училиште ќе дава уште многу генерации на квалитетни луѓе кои што ќе го носат теретот на нашето општество, не само на општина Карпош, не само на Република Македонија, туку и секаде во светот. Да сте живи и здрави, да не поканите на 80 годишнината Виету Америка ќе дојдеме. Благодарам.